Иако рокот за почеток на казнување со SafeCity е 1 февруари, во собранието нема абер од усвојување на последните законски измени, оние во Законот за прекршоци, за да може да се користи електронска пошта за испраќање на записници за прекршоците фатени со камерите. Потребно е двотретинско мнозинство, кое власта, без гласовите на опозицијата, го нема. Председателот на собранието Африм Гаши на денешниот брифинг со новинарите потврди дека меѓу пратеничките групи се уште нема договор да се усвојат измените. Кога ќе се постигне договор, законските измени веднаш ќе бидат ставени на собраниска седница на гласање. До сега на координациите на пратеничките групи немаше забелешки во врска со текстот на измените. Тоа што овој закон не е поддржан е прашање на договор меѓу пратеничките групи. СДСМ уште разгледува и гради став за законските измени, ни одговори координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски. Дуи пак досега се изјаснуваше против, тврдејќи дека не се консултирани за измените во законскиот пакет потребен за функционирање и употреба на SafeCity. Сите останати 5 закони помина, но само за Законот за прекршоци е потребно двотретинско мнозинство и тоа е на стендбај. Пробната употреба на SafeCity покажа резултати во намалувањето на бројот на сообраќајни прекршоци, но и за повнимателно возење, особено по улиците на главниот град и автопатиштата. МВР потврди дека сите снимки на кои нема прекршок ќе се чуваат 30 дена, пошто ќе се бришат, додека оние снимки на кои е регистриран прекршок се чуваат до завршување на сите постапки и застарување на случајот. Прашања предизвикуваат и начинот на чување на тие лични податоци и заштитата на приватноста на граѓаните чии возила биле фатени со SafeCity. Со измените на Законот за прекршоци се регулира само начинот на издавање на записници за прекршокот, кои ќе може да се доставуваат и електронски без подпис на прекршителот, бидејќи прекршокот не се регистрира на лице место, туку преку камера.